Почитувани гледачи, време е за денешните регионални вести. Пожарот на Русино е изгаснат, но на депонијата на некои места се појавува чад, поради што екипите остануваат да интервенираат на терен и понатаму. Во воздухот во Гостивар во вечерните часови се уште се чувствува непријатна миризба. Изгаснат е пожарот на депонијата Русино кај Гостивар, од кој градот беше зачаден изминатите денови. Надлежните оценуваат дека состојбата е стабилна, но на некои места се уште се појавува чад, па екипите остануваат да интервенираат на терен и понатаму. На терен сме со 5 градежни машини и 6 камиони. Со тоа што кога почнавме, се почна со помал број на механизација, меѓутоа настанот бараше ангажирање на поголема механизација. Ангажиравме исто така и цистерна со вода, утоварни лопати, све што е потребно за да се стабилизира состојбата. Денес, за разлика од претходните денови, е прилично смирено, меѓутоа има уште време и треба и денес и утре да се работи до затишување на чадот и на настанатиот пожар. По големите температури што влијаат сега во цела република, па и во општина Гостивар, пак иде настанува некои помали пожари, меѓутоа со наша интервенција и пожарната кола е таму нон-стоп. Во случај ако настане пожар, првично побрзо ќе се изгаси отколку да оставиме на времето да се проширува. Депонијата се запали во саботата наутро, а пожарот доживеа кулминација вечерта кога гостиварци се загушија во чад. Во гаснење се вклучија екипи на Комуналец, против пожарните единици на Гостивар и Тетово и Дирекцијата за заштита и спасување. За уредување на Русино според еколошките стандарди, Полошкиот плански регион спроведува проект кој се имплементира со подршка на Швајцарската агенција за развој. Во него за следната година се предвидува формирање на заедничко комунално предпријатие кое ќе менаџира со оваа депонија. Во изработка е и техничка документација за рехабилитација на депонијата се до нејзино стандардизирање. До сега како превентивна мерка е направена ограда околу депонијата за да се спречи диво фрлање на отпад од страна на трети лица, а во брзо време ќе биде поставена кабина и вага за мерење на отпадот кој се носи од секоја општина поединечно, за да имаме увид во количината на отпадот кој се фрла од секоја општина, информираа од Полошкиот плански регион. Денес во нашата земја беше регистрирано портокалово ниво на опасност од високи температури и високо UV зрачење. Веќе извесен период имаме многу топло време, поради што е зголемена опасноста од настанување пожари, особено на отворен простор. На поголема внимателност апелираат од територијалната противпожарна единица од Тетово, но исто така упатуваат и апел до возачите да го слободат патот кога ќе догледаат противпожарни возила со вклучени сирени. Најголем причинител, мислим, и до доаѓање на избувнување на пожари е факторот човек. Кој викам факторот човек, ова го зборувам од тоа што гледаме ние на терен, значи на секој пожар тука е на многу пати човекот фактор е причинител на појавување на пожар, значи од невнимание, од недржање на нашите апели што ги даваме секогаш кон нашите граѓани да бидат внимателни, да се чуват, па да не фрлат од пушоци од цигари, па да ги контролират своите возила, бидејќи имаме многу опожарени, мислим, кај што се појавува пожар на патнички моторни возила, па и транспортни камиони и така натаму. Но да ги контролират и апаратите, кучните апарати, значи дома, што ги поседуваат, бидејќи електронската мрежа, што е електричната мрежа, треба да се контролира. На овие големи температури све се топи, значи доаѓа до контакт и се појавуваат и пожари. Имаме случаи кај што се појавуваат пожари на незнаејќи, значи од човечкиот фактор и од плинските боци, кај што често пати ние сме рекле дека има што се продават плински боци, сега од каде доаѓаат не знаем,
но са во рацете и во употреба на кај нашите граѓани во Тетово и пошироко. Значи немат ни декларација, немат ни упатство за употреба како се употребуваат, ни сигурности вентили и доаѓа до појавување на пожар бидејќи тие не се сигурни без сертификати. Предизвикувањето пожари од невнимание или намерно представува кривично дело за кое е предвидена и затворска казна, зависно од материјалните и другите последици. Конзорциумот 3 фирми од Македонија, Бугарија и Турција се во преговори да инвестираат во изградба на канализационен систем и пречистителна станица за општина Теарце. Инвестицијата би чинела околу 11 милиони евра. Во ниту едно село во општина Теарце нема изградено канализација, отпадните води директно се испуштаат во реките. Инвестицијата на конзорциумот е од големо значење за општината, но реализацијата на овој проект ќе зависи од централната власт, која издава дозволи за вакви инфраструктурни зафати, рече градоначалникот на општина Теарце Исен Асани. 2011 ми имамо градено ние 250 метра канализација должина доле испод регионалниот пат. За тоа време од Министерство за транспорт и врски ни беа одвоени 20.000 евра да не беа изгубени или неискористени. Ние со тие 20.000 почнавме до ден денес таа должина. Тоа е тоа. А за понатамо ќе видимо, значи имамо зелен сигнал, имамо ветено од премиерот и чекамо. Почит према законите, локална власт, централна власт и тоа гаранција од наша страна што ни овозможуваат законите. Истакна Асани. Во план е со канализациониот систем и пречистителните станици да управува конзорциумот и општина Теарце по систем на јавно-приватно партнерство. Веруваме дека решение за општина Теарце сме нашле. Така што председателот на општината, господин Исен Асани, долго време работеше заедно со нас, додека стигнавме во ова фаза. Сега сме во фаза, општината е има завршен имплементарен проект, така што инвестициите ги најдовме преку нашите пријатели консорциумот од турска и бугарска компанија. И сме во фаза, значи, на преговори што веќе треба да се договориме на начинот како ќе функционира нашата заедничка соработка. Така што финансиските средства за проектот кој е назначен во општина Теарце не се веќе проблем. Единствено да видиме во кој начин ќе се работуваме заеднички во тој проект. Сигурно ние одиме во таа насока дека менеджирањето заедно со општината Теарце ќе го работиме заедно. Како јавно-приватно партнерство, така и сме и рачунале. Истакна Рамадана Хулџемил, представник на македонската компанија која е дел од конзорциумот. Доколку се реализира овој проект, инвестицијата би чинела околу 11 милиони евра. Дрога пронајдена кај неколку лица. Пешак повреден во сообраќајна незгода. Физички напади. Ова се настаните регистрирани во полицискиот билтен на СВР Тетово. Приведени 4 лица поради поседување дрога во 2 одделни случаи. Ноќеска околу 1 часот и 45 минути во Тетовско Жеровјане. Полициски службеници лишиле од слобода 23 годишник и 29 годишник од Тетово, зашто при нивен преглед и преглед на возилото во кое се наоѓале, а кое било паркирано во близина на бензинска пумпа, пронајден и одземен име кокаин. Ноќеска околу 4 часот и 25 минути во Тетовско Боговиње запрено е патничко возило БМВ со швајцарски регистарски ознаки, што го управувал 30 годишника во кое се наоѓал и 29 годишник, двајцата од гостиварското село Добридол. При преглед извршен од полициските службеници на СВР Тетово пронајден име кокаин. Четворицата се задржани во полициска станица за расчистување и документирање на случаите, пошто ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани 2 физички напади. 56 годишникот Желино ноќеска пријавил дека бил физички нападнат од неговиот брат, кој во нападот употребил и метален предмет. Напаѓачот е пронајден и се работи на расчистување на случајот.
Вчера вечер околу 22 часот и 45 минути пријавено е дека во двор на куќата на 74 годишник во Гостиварски Градец две лица негови роднини физички го нападнале него, синот и сопругата. Извршени увити се преземаат мерки за расчистување на случајот. Повредена 31-годишна жителка на Неготино Полошко, откако вчера во неа удрило патничко моторно возило Опел Астра, управувано од 46-годишен тетовец на улица Илинденска во Тетово. Повредениот пешак пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, информираат од СВР Тетово. Во Центарот за култура во Гостивар вчера вечер беше промовирана збирката поезија Алтани и други, прво дело на гостиварецот Александар Михајловиќ. Книгата содржи 45 песни со различни мотиви: љубов, секојдневие, природа. Пред љубителите на пишаниот збор вчера вечер во Гостивар беше промовирана стихозбирката Алтани и други од гостиварецот Александар Михајловиќ. Се работи за дебитантска книга на авторот која содржи 45 песни, а е издадена со поддршка на Министерството за култура како дел од програмата за финансирање на проекти од национален интерес во културата. Поетот откри дека темите и мотивите кои творечки го преокупираат се љубовта, секојдневието, природата, а со своите стихови сака да ја пренесе следната порака. Пораката би била да бидеме пример за другите и да се сакаме и да се најдеме во стиховите, како што е и моето мото на блогот што го водам, најди се во поезијата. Рецензиите за стихозбирката ги напишаа Златко Панзов, лектор по македонски јазик на Универзитетот во Будимпешта, Унгарија, и Дејан Крстевски, писател, кој дел од рецензентската белешка презентираше и на промоцијата. Освен што неговите песни представуваат една тематска легитимација на авторот, тие се представени и како тематски кругови, во кои централно место имаат стиховите посветени на искрената љубов, себеспознавањето и чистата душа. Токму поради тоа со сигурност можам да нагласам дека авторот е градител на еден посебен и поинаков свет. Па, колку и да се чини едноставно, неговата поезија се одликува со една бесконечна длабочина. Владејќи се од правилото дека убавината се крие токму во едноставност, тој пишува за животот и вистинските чувства, поставувајќи ги на пиедесталот во своите песни. Присутните на промоцијата имаа можност да слушнат дел од стиховите во Алтани и други, во интерпретација на Емилија Србиновска и Билјана Деановска. Збор навезен, налицкан, двосмислен, едноставен, прост збор, простачки, од збор до збор, од зрно до збор, збор мисла, збор крал, добар збор туѓи срца стоплува, милува по душите, мислите, збор на место, место за збор, токму тој збор, надзборен, недозборен, тука е во својот стих токму каде што треба, да остане за навек, некој да го чита, додека бран карпа раскукнува, зборот низ воздухот да се лее. Го слушаш ли? Себе си зборува. Александар Михајловиќ е роден 1971 година во Гостивар, каде завршил гимназија, а школувањето го продолжил во Скопје на педагошкиот факултет. Работи како наставник во основно училиште. Поезија пишува 2 децении. Негови стихови се објавени во заеднички збирки од поетски фестивали и електронски портали. Неговата поезија беше наградена со 2 место на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар во 2018 година. Членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава при Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, учествуваа на овогодинешната манифестација Драгачевски собор на трубачите во Гуча. Оттаму се вратија со 2 и 3 награда за најдобра женска носија. Изминатиот викенд членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава при Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, учествуваа на 59-тиот Драчевски собир на трубачите во српското градче Гуча.
Играорците имаа неколку настапи, а се вратија и со втора и трета награда за најдобра носија. Ние и сме единствени учесници од Република Северна Македонија и од градот Тетово кои сме представници на овој голем меѓународен фестивал. Ние на овој фестивал настапивме со една прекрасно оро, водарки, а исто така учествувавме во традиционално одбележување на традиционална свадба која трае повеќе од 1,5 сат. Секоја година традиционално се одржува дефиле, каде што во почетокот во петок настапивме и ние заедно и го представувавме нашата држава под знамето на Република Северна Македонија заедно со српското знаме. Учествуваше и прекрасната наша пејачка Јована Богдановска, која настапи и во четврток петство со две прекрасни песни. Имаше и избор на најубава носија и мораме да нагласиме оваа година дека минатата година оставуваме прво место, на оваа второ и трето место. Оваа година настапиме со носи од Волковскиот регион, кои се постари со 25 години. Затоа една голема благодарност до семејството Јанакиевски, кои ни овозможија и ни ја дадоа ношњата да ја представиме на овој фестивал. Фестивалот во Гуча традиционално се организира секоја година, вториот викенд од август, и нуди најразлична програма во која уживаат сите посетители. Сабор настои да кроз уметничке културне програме кои организираме на летниот и Фестивалот настојува низ културно-уметничка програма која се организира на летната отворена сцена на културниот центар, да се афирмира и да се зачува нематеријалното културно наследство на српскиот, но и на сите други народи, да се зачуваат и обноват нашите традиционални обичаи и нашите народни носии. Најважниот настан е надпреварот за трубачи. Имаме и ревијална програма, организираме различни концерти. За време на одржувањето на фестивалот, посетителите имаат можност да уживаат и во традиционалните јадења. У јелима традиционално нашега краја. Задоволни смо са посетом. Задоволни сме од посетеноста. Освен од Србија имаме учесници од многу земји, како од Македонија, Португалија, Франција, Австралија, Словенија и Јужна Америка. Мило ми е што секоја година имаме гости од Тетово, односно културно-метничкото друштво Свети Сава, кои ни се добри пријатели. Свети Сава, кои су наши велики пријатели. Драчевскиот собор на трубачите, познат како Фестивал Гуча, е традиционален фестивалски настан, што секоја година се одржува во градот Гуча, во Драгачево, во регионот на Западна Србија. Скоро 1 милион посетители од Србија и од странство доаѓаат во градот со 2000 жители секој август. Денес времето беше сончево и многу топло со слаб ветер од југоисточен правец. Минималната температура изнесуваше 19 степени Целзиусови, а максималната 39 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 9.
Утре времето ќе биде сончево и многу топло. Кон крајот на денот наместа ќе има зголемување на облачноста со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме. Минималната температура ќе биде 18 степени Целзиусови, а максималната 35 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 9. Тука е крајот на денешните регионални вести. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!